Драги пријатели, одамна се немаме слушното. Потврдно кажано, одамна немаме другарувано преку видео, потврдно со наши разговори. Ќе ми простите ново топло време што сум во бела мајца со кратки ракави, значи обична бела мајца, што ја носим обично по други мајци. Тоа е најмалку битно за нашето другарување вечерва. Тема е, се мислев долго време, поточно колумната на председателот на Руската Федерација Владимир Путин, но и вежбите што се одржува во Црното море од двете страни, и од руска страна и од западна страна, значи од НАТО заедно со САД, Велика Британија, нормално тука и Украина ко нивен домаќин. Чека да видам како ќе завршат. На самите вежби поточно сад, мислам, ја пушти Велика Британија да го опипа пулсот на Руската Федерација, поточно на нивниот лидер Владимир Путин, како ќе реагира со нивниот брод Defender, кој е еден од современите кралски крстарици. Он се обиде да влезе околу 3 км, ако не се лажа, во руските територијални води, правдајќи се дека са то украински води, но беше избркан со авиони, но имаше и предупредувачки пукања, кои покасно британците ги признаа. Тоа беше само проверка како би реагирал Владимир Путин, председател на Руската Федерација, во случај, јасно им кажа. Но што се однесува до неговата колумна, иначе он исто време, да не заборам, реков, одржа и они вежби во Црното море, не само во Црното, и во Средоземното и на Атлантикот, со најсовремени оружја. Но Украина, која е Украина? Многу од вас ќе си кажат, тоа е држава, јака не. Украина прв пат станува као дел република, да кажеме, во времето на Советскиот сојуз. Историчарите и аналитичарите, да се аналитичар треба да ја познаваш добро глобалната, нормално, собствената историја, добро знаат дека Киев, денешниот главен град на Украина, беше главен град на царска Русија. Значи, украинците се браќа или поточно дел од рускиот народ. Значи, тој период во историјата е познат како Киевска Русија. Но подоцна, поради, можеби, ме мислам дека беа околу 60 некои и повеќе крстоносни војни, од кои се само 4 потоци против православието, особено против Русија. За да се зачува царството, прво палатата или царот ја сели престолнината во Санкт Петерсбург, пред тоа Ленинград, па повторно вратени во Санкт Петерсбург, а подоцна во Советскиот сојуз да се пресели во Москва, кога Москва за прв пат станува и главен град или престолнина во Русија, и имаат еден така наречен не може да се каже супарнички однос со Санкт Петерсбург, но сепак тука се надметнуваат едни со други, као ривалство, да кажеме, бидејќи се работи за една поранешна и една денешна престолнина. Иначе Москва е неколку пати горена и од страната на Наполеон Бонапарта, без разлика што русите подоцна ги потиснаа французите влево во Париз, но не го изгореа, а можеа слободно као освета, бидејќи Москва тоа време била градена повеќе од дрва и многу нивни цркви се изградени од дрва. Но сега не е во прашање Москва, значи во Украина. Као што реков, Украина за време на Советскиот сојуз добива статус република, и што е најтрагикомично, за време по смртта поточно на Сталин доаѓа Никита Хрушчов, кој е потек украинец, и од Советскиот сојуз, мислам дека 1995 или 6, нема да рече за збор, го зима Крим и Севастополј и го подарува
на Украина, подоцна некои делови ги подарува и Брежнев, кој е исто така украинец. И така што со распадот на Советскиот сојуз, Украина станува независна држава, буквално кажано со своја територија. Украинците се голем број Руси, оние што се католици, тоа е како резултат на крстоносната војна која е водена против царска Русија и нормално и против православието. И од таа гледна точка Владимир Путин, значи председател на Руската федерација, ја напиша колумната многу интелигентно, државата од целост не може на деловичица, па и овој порталот негови кратки анализи прочитав. Забележал една работа, значи Украина, бидејќи братска и ќе се сметал некој како главен град на Русија, значи на царска Русија збориме, Украина на тоа поле буквално се збогатува поради ниските цени, ако транзитна земја, од Русија добива се збогатува за 82 милиарди долари. Со прекина економските односи, она губи годишно над 10 милиарди долари. А сега со изградбата на Северен ток 2, веројатно ќе изгуби многу повеќе. Она во моментот некаде околу дали 3 милиарди и пол, нема дали се збор, добива транзитни газ, а низината траса, значи веќе не е безбедна, се губи многу газ по пат. Место да е самата санира или со помош на Русија не е важно, што ќе беше многу поевтино отколку изградбата на двата и на Северен ток 1 и на Северен ток 2, кој се планира долго да се пушти. Значи, Украина ќе биде, да кажеме, 90% заобиколена, многу мал дел ќе добива газ, но ќе добива по нормални цени како сите држави, а од транзитот не знам колку ќе печали. Но што се случува со самата Украина, кој ќе погледнете, кој во Македонија, па кој во Србија, не владеат украинци. Пред да се случи револуцијата, се случи заедно со Порошенко, кој е евреин хазард, додека Зеленски, кој е опаметот зелен, према неговото презиме, слободно може да ме тожи, он е чист евреин и премиерот на Украина е евреин. И интересна работа, они на еден начин во моментот сака да се ослободат од Донбас, бидејќи им ко пречка. Почна да не го признаваат рускиот јазик и руското малцинство, а не е малцинство во Украина. А Русија затоа почна да дели пасоши руски и убаво ги упоменува председател на Русија Владимир Путин да ја нагаза топката зашто ќе ја снема Украина, бидејќи од Украина и Полска и Германија бараат делови. Значи на Украина престои распад ако повторно не се спои со Русија, не Донбас. Од тие причини Владимир Путин, например, се уште не го припои Донбас, а може секој време, не се плаши од никакви санкции. Русија е толку голема земја да има се. Значи тоа е земја која поседува 2/3 од светските природни ресурси, тука нафта, злато, дијаманти, да не ви набројува. Тука Арктикот, Сибирот, самиот Сибир е поголема од Европа. Значи Русија, да кажеме, не е земја, тоа е континент. Се простира на два континента, во еден период се простираше на 3 континента, поточно и во Америка, она е продадена Аљаска. Инаку Америка, ако не ви е познато, она има купувано држави, како што Аљаска, Калифорнија и така натаму, нешто од Шпанија, нешто од Португалија. Значи, во светот се случува чудни работи, но интересно е дека САД ќе мести Британија за војна со Русија, а само се подготвува исти Британија заедно со Јапонија се подготвува војна против Кина, која не минува да се разбереме, бидејќи Кина економски ги уништи САД и ја купи берзата, чикашката главна, така да во моментот немаат собствена берза американците, они ја, мислам дека ја споја со британската,
А што не е интересно, значи картелот, еврејскиот картел, или банкарски, како се да каже Рочфелд Рокфелер, својата берза во злато која има во Велика Британија е префрлија токму во Кина. А и трета работа, Хитлер може би направил геницид, не викам не, али никош не правил на својот народ, кој што денес се води, особено Запад, па и саме еврејска држава Израел, прави неголем геноцид врз сопствениот народ. Зошто вела? Израел е една од највакцинираните земји токму со Pfizer вакцината, што најмногу бива и најмногу нанесува рак, срцеви, значи васкуларни заболувања, тромбоцити и така натаму. И треба да се внимава тоа што се очекува бран. Тој бран е тие што ги нарекот во сенка запад, тоа се сатанистите што сака да го намалат населението. Така да јас лично никош нема се вакцинирам. Може би, многу пати сум рекол само со руската вакцина, ќе ви кажам зашто. Јас сум руски ориентиран, бидејќи ни една вакцина не може да се создаде за неколку месеци или година, а секоја вакцина е им потребно време, додека руската вакцина веќе постоеше, тоа беше вакцина против еболата, и кога се појави руската вакцина, еболата ја снема од Африка. Значи и на таа вакцина за ебола, што ви кажав, се додадени некои компоненти. А докажано дека кинеската вакцина нема никакви, можеби лоши на Синофарм ефекти, но нема никакви и позитивни ефекти. Многу изумреа, значи без заштита, многу вакцинирани добија ковид, значи вакцините не делуваат. А најинтересна работа изјавата на, ја не знам у Србија дали остана народ од оној што ја го паметам кога расне, бунтовен, оно учиш и го прави. Тоа време они би рекли ни пас самасо не би појел. Прво на луѓето им нудеше околу 30 евра за да се вакцинираат. Значи нема, војската сакаше со сила да вакцинира, да бират со која сакат вакцина, што е малку посмешно, кога Торлак се даде на русите, одма и се даде и на кинезите да произведува Синофарм, а самиот многу пати ги кажа доктор Несторовиќ, многу јасно кажа за вакцините, дека Pfizer, Moderna, AstraZeneca се штетни вакцини и се во експериментална фаза. Значи ние луѓето служиме само како глупчиња или опитни глупчиња, зајчиња, како сакате кажете. Тие причини, ја не може да ви кажам да се вакцинирате, не, тоа е ваша искрена желба, ја лично нема тоа да направам. Па не знам 100 пати да умрам од коронавирус и најинтересно е, учи што ги рече на луѓето. Оние кои повторно ќе добијат коронавирус, ако не се вакцинирани, приватно ќе плателе. А добро што према, а оние што биле вакцинирани, а добиле COVID навално у помал облик, они на државен трошок ќе се рече. Луѓе, ова е лудило. Значи, тако геноцид во светот се... Тој геноцид ќе прерасне на војна многу брзо. Зашто економите се затварат. А кога крколиот, цревата, брат побива да го изгледа да преживе, а камоли народ политичарите. Затоа памет у глава, а сите вели и мене да ме слушате, прочепкајте, бар вие што сте у медицината. Кажете ми една вакцина која се прави за 6 месеци е безбедна, на која не ни треба години да се истражува, да се испитува колку е безбедна или колку е штетна. Ниједна нема тако. Ви реков, единствено можеби рускава, затоа што е веќе постои и значи тоа е вакцина од ебола надоградена, и секој ден се надоградува со некој работа. Е безбедна. Друго ништо не е безбедно. Кинеската можеби не е штетна, нема, али за разлика од другиве,
Стигнете колко срцеви заболувања се појавуват и самите американци признаваат од Pfizer-овата вакцина. AstraZeneca е забранета во над 20 европски земји. Не ја потребува. А на нас, грците ни подарува 100.000 вакцини од AstraZeneca. Наши се пресетни. Луѓе, имате ли ви грам мозок? Зашто не ударите главата 3 пати у зид? Кој ти подарува денеска бомбонче ако вреди нешто? А камо ли 100.000 вакцини? И што е најинтересно, ви да поедете да се проведете, да направите тест за коронавирус и треба да платите, а вакциници ви ги дават без пари. Значи без пари ви дават јаже, кој сака ставајте си. Ја не ви велам. Ако сметате дека вакциници ќе ви зачитат, бујру. Тоа е ваш избор. Значи не сум антивакцинар, него ви кажам што се случува и што читам. А времето ќе кажа дали сум прав, дали трескам зелени, значи и мене не ме слушајте. Толку сте писмени, проверете интернет, има многу сајтови, ќе видите и донесете одлука тогаш конечно. Ово што зборат кластери, тоа е се, не ви нека преку луѓе не се заразува, ама не можете ви на сите континенти одеднаш каде прошите корона ако нема запрашување и друг начин. И 5G мрежа кој се едно време наводно користила. И погледнете го сајтот на Светската здравствена организација и ќе видите како се движат. Србија има над 50% 2 пати вакцинирани. 10 пати покажува поголема заразеност од нас. Па да ја прашам Србија 10 пати е поголема од нас, а канат дали 10-20% вакцинирани. Размислете и за вакцините и оно, инаку немијано се конфликт и дестабилизација и на Србија и на Македонија. Народот ќе се крене и тамо и тука. Не само тука, во цела Европа. Бидејќи за секоја војна и за секои револуции се неопходни економски колапси на државите, а Западот го дожива. Економски колапс нема само на истокот, значи нема во Русија, нема во Кина, нема во азијскиот дел. Само во Европа и во САД. Иначе за Украина ако со Зеленски ќе остане без држава украинците. На интересна работа има кажано Сергеј Лавров, инаку министар за надворешни работи на Русија, кажа нас не интересира да од нас. Или ќе земе цела Украина или ништо. Што Украина секојаш била дел од руската од царска Русија и потопно Советскиот сојуз. Украина пропад станува независна држава по распадот на СССР. Драги пријатели, посакувам добра ноќ, убав пресвен ден и простите што сам вакал обична бела мајца, но премногу е топло. Уште еднаш убав сон и не ме слушајте ни мене, нити било кого. Сојборно не политичарите кои се само марионети западни ништо повеќе. И позиција, нема тука разлика. Не гответе со жакано, значи ни мене, никого. Само сами уверете се, погледнете, прочитајте. Ако бар имате второ, трето одделение, кај што има завршено, денеска се деја дипломи, кај се има завршено да читат луѓето, не мора повеќе. Денеска не е тешко да прочитате било кој сајт, зашто има на Google Translate, може би целосно нема оригинал да ви го преведе текстот, но ќе видите зашто се работи, суштината на текстот. Уште еднашка добра ноќ, проштевајте ако некому го сгрешив, но ве молам само една работа, не гответе со жакон, нити оно што јас ви кажам.